Европската унија планира да воведе построги увозни ограничувања за одредени американски култури, како што е сојата, која се одгледува со пестициди забранети во Европската унија. Овој потек е дел од напорите на Европската унија да ги заштити своите земјоделци, следејќи го примерот на трговската политика на Доналд Трамп. Вкупното производство на накит во Европската унија достигнало 4,36 милијарди евра во 2023 година, што е зголемување од 1% во однос на претходната година. Италија е најголем произведувач со 1,55 милијарди евра, а позади неа се Франција и Германија. Најголем раст во производството е забележан во Хрватска, Чешка и Ирска, додека најголем пад има во Литванија, Летонија и Италија. Вредноста на доларот стагнира на девизните пазари, откако минатата недела падна за 1,2%. Индексот на доларот се движи околу 106,84 поени, додека доларот ослаби во однос на јапонската валута, но благо зајакна во однос на еврото. Цените на нафтата благо пораснаа, а акциите на азиските берзи паднаа, освен во Јапонија и Јужна Кореја. Берзите се предпазливи, а инвеститорите ги следат мировните преговори меѓу Русија и Украина, кои би можеле да започнат оваа недела во Саудиска Арабија. Укинувањето на УСАИД предизвика големи реакции во светот, а во нашата земја се појави бура од негативни ставови, со вклучување на говор на омраза и повици за цензура во медиумите. Иако не е забрането да се критикува работата на агенцијата, не може да се игнорираат бенефитите што ги имаат граѓаните од проектите што УСАИД ги финансира. Агенцијата, формирана во 1961 година, е најголемиот давател на хуманитарна помош во светот и само во 2023 година распределила 40 милијарди долари. Илон Маск, како дел од мисијата на Трамп за намалување на федералната администрација, ја обвини УСАИД како змиско гнездо на радикални леви марксисти и покрена теорија на заговор против неа. Германската автомобилска индустрија се соочува со нови предизвици, откако компанијата Бертранд најави затворање на својата фабрика во Нуфринген и елиминирање на бројни работни места. Ова реструктурирање е одговор на новите пазарни барања, како што се електричните возила и дигитализацијата, кои ја револуционизираат индустријата. Планот вклучува укинување на 1200 работни места низ целата компанија, со особено големи кратења во фабриката Тапенбек. Критики за овој потек дојдоа од синдикатите и локалните заедници, кои предупредуваат на економските последици. Сепак, постои надеж за нови работни места во електротехничките и дигиталните сектори. Американскиот председател Доналд Трамп и британскиот крал Чарлс III и упатија честитки на косовската председателка Вјоса Османи по повод 17 годишнината од прогласувањето на независноста на Косово. Трамп ја истакна важноста на натамошната интеграција на Косово во евроатлантската заедница и ја пофали поддршката на Косово за Украина. Чарлс изрази задоволство од силните врски меѓу Косово и Обединетото кралство, уверувајќи во продолжување и зајакнување на пријателството помеѓу двете земји. Пауловнијата, дрво кое потекнува од Кина и Јапонија, станува се попопуларно во Србија, особено во региони како Шумадија и Поморавле, поради својот брз раст. Ова дрво, кое може да достигне висина од 20 метри за 5 години ако има добри услови, има многу предности. Одлично е за огрев, бидејќи има поголема калориска вредност од кафеавиот јаглен и се користи за правење пелети и биоетанол. Пауловнијата е позната по својата цврстина, лесна за обработка, отпорна на влага и најде примена во производство на столарија, паркет, мебел и музички инструменти. Делимир Гркик од Параѓ засадил 150 дрвја на својата нива и веќе забележал значителен раст во текот на само 3 месеци. Пауловнијата се смета за дрво на иднината поради својот економски потенцијал и профитабилноста на нејзиното одгледување. Поради огромните лисја и лисната површина, расте многу брзо и може да достигне индустријска употреба за 7 до 10 години. Освен тоа, пауловнијата има и голема улога во заштитата на животната средина, бидејќи апсорбира големи количини CO2 и произведува големи количества кислород.